Председателе, почитувани колеги. Обезбедување на квалитет во образованието ветивте дека ќе биде врвен приоритет во вашето работење. Согласно европски стандарди ќе се овозможува учење и дека во домовите ќе ги запрете злоупотребите што може да се прават врз грбот на учениците, студентите и нивните родители. Ова се ваши ветувања, кои како и кај многу други ветувања има простор за злоупотреба и недостаток на транспарентност. Широка дебата при носење на закони е едно ваше ветување. Но во извештајот за напредок на Република Македонија во 2020 година од Европската комисија стои дека треба да се ограничат брзите процедури на носење закони. Истите овие закони, носени по скратена постапка, не овозможуваат соодветно учество на релевантните заинтересирани страни во законодавниот процес и демократска дебата. Но ова собрание само продолжува, за жал, со ваквите лоши практики. Колку јавноста беше почитувана при носење на овие предлог закони? Не најмалку, и оттаму нека не чуди фактот што младите немаат доверба во институциите и општеството, зашто доказ се бројни истражувања на вакви и слични теми. Имам прашање. Дали се комплетно исполнети сместовачките капацитети во ученичките домови? Колку ученици ќе ја користат оваа мерка? Оваа ваша мерка е во целост популистичка, но и истата е со задоцнување, како и многу други мерки. Конкурсот за сместување на средношколци во јавните ученички домови е распишан на 30 март. Во период на строги ковид мерки, во период кога имавме ограничување на слободата на движење, кога имавме полициски час, и тогаш јасна беше ситуацијата дека состојбата со оваа пандемија нема брзо да заврши. Во тој конкурс се огласуваат 2553 слободни места за сместување во ученички домови, каде во соба се сместуваат во просек по 4 лица. Денес имаме скоро во целост спроведување на настава од далечина и ние за овој закон немавме никаква статистика приложено од страна на ресорното министерство. За колкав број на ученици станува збор? Колку се одбиени? Зошто се одбиени? Навистина ми е многу жал што не бевме удостоени со образложение од истото министерство зошто не беа одбиени нашите амандмани, со кои само баравме реално покривање на реалните трошоци кај учениците. Во таа ситуација која имавме на матичната комисија, јас верувам дека доколку заменик министерот имаше став, време, информации или барем грижа, ќе се дадеше реално образложение. Зошто не се прифатија тие амандмани? Замислувајќи и предвидувајќи ја оваа ситуација на пандемија и овој закон, недостаток е тоа што не се дава грижа на оние ученици што нема да се сместат во овие ученички домови. Имаме целосна дискриминација. Дали на тие одбиени ученици им е доволно 6.000 денари да платат закуп, да платат сметки и да си ги платат и обезбедат оброците во тековниот месец? Не, не е доволно. Јас сум убедена дека во Скопје, зборувам за Скопје, бидејќи за Скопје имам информации, а сигурна сум дека и во другите градови во Република Македонија не е поразлично, оваа сума од 6.000 денари не е доволна. Во вакви услови, учениците, како и студентите, од страна на власта се принудени да се групираат, и тоа во услови на ваква страшна пандемија и во период на неконтролирано зголемување на бројките од новозаболени. На крајот, со вака сериозни големи бројки, во услови кога и скоро да нема средно училиште кое работи со физичко присуство на ученици, носите закон кој е само популистички, а немате конкретна статистика. Да напоменам, само условите во кои живеат студентите, учениците во ученичките домови се крајно неприфатливи и неквалитетни и верувам истите ќе се надминат со изградба на
студентскиот град кој постојано се ветува од ваша страна, како и клиничкиот центар и многу други проекти се ветува, ама сем реализација на подкуп, и тоа подкуп за општествен мир, друго и не се реализира. Кога немаме квалитетни анализи и статистики, не можеме да очекуваме и квалитетно спроведување и имплементирање на било кој закон, па и вклучувајќи го и овој. Ви благодарам.